Почитувани гледачи, есента само што започна, а ние ви спремаме нови емисии кои се надевам дека ќе бидат доста интересни за сите вас кои сте љубители на убавите градини. Октомври е најидеалниот месец во годината за работа во градината. Се запрашувате зошто? Затоа што оние растенија кои се веќе прецветани, се мисли на цвеќиња, се мисли на разни видови на листови, се искорнуваат, земјата се прекопува и се додаваат разни минерални ѓубрива, каде што веќе ние ја примпремаме самата почва за презимување и идната сезона. Октомври е идеално време да ги соберете есенските плодови и да ја подготвите вашата градина за престојната зима. Еве неколку совети кои ќе ви помогнат во тоа. Отстранете ги сите гнили плодови од земјата околу дрвцата, бидејќи може да привлечат разни штетници. Тргнете ги и заболените листови, но внимавајте да не ги ставите во компостот, туку фрлете ги. Исчистете ги старите едногодишни растенија и коровот пред да им падне семето. Заштитете ги повеќегодишните растенија од мраз со малчирање. Прекрите ја земјата околу стеблото за да го одржите нејзиниот квалитет користејќи коров без семе, трева, листови, слама. Градината малчирајте ја со исечкани листови и трева. Исечете ги деловите од повеќегодишните растенија кои представуваат идеални места за собирање на полжави и други штетници. Оставете ги сувите цвеќиња, декоративните треви и семињата кои убаво изгледаат, но се и храна за птиците. Направете канта со ѓубриво. Додадете свежи растенија и трева и покрите го компостот се до пролетта. Соберете ги листовите околу розите, стеблата на јаболкниците и останатите растенија кои се чувствителни на пепелница и други штетници кои презимуваат на отпадоци. Отстранете ги мртвите гранки од цвеќето и овошките, но немојте се уште да ги кастрите. Исечете ги и болните гранки и не заборавајте да не ги ставате во компостот. Исчистете ги остриците на алатите. Продолжете со полевање на дрвцата и грмушките се додека тлото не се заледи. Со првите пролетни зраци на сонцето ќе ви биде многу полесно да ја доведете во совршена состојба градината, особено ако претходно добро сте ја припремиле. Почитувани гледачи, добар ден. Есента е годишна време кога навистина може многу градинарски работи во градината за кои што сме биле спречени во текот на летото да ги изведуваме, сега е навистина вистинскиот период. Што значи од аспект на садење, пресадување, кроење, дотерување на растенијата и на некој начин во исто време разубавување на градината и подготовка за зимскиот период. Од многуте работи градинарски кои што се обавуваат во текот на есента, она што е приоритетно е окопување на растенијата. Не треба да дозволиме, иако веќе студените денови се на прагот и на некој начин и самата вегетација, дивиот коров замира со активната и бујна вегетација, сепак ние треба уште тоа во старт да го решиме. Значи сите диви треви околу растенијата, поготово нели околу кореновиот врат, дали станува збор за грмушки или за дрвја, да ги окопаме. Во исто време со самата разровување на почвата допринесуваме за подобра аерација, за подобар воздушен режим во самата почва. Нормално сето тоа поубаво изгледа и подобро се впива влагата која очекуваме во есенски и зимски денови. Следна фаза која што може да направиме е нормално кроење, подкастрување. Карактеристично е за есен повеќе видови четинари, како например туите, од внатрешноста интензивно се сушат и губат, ги отфрлаат старите листови. Многумина кои што имаат ваков тип на четинари во своите домови се сведоци на истата појава и се запрашуваат зошто се случува, па се плашат дека се случува станува збор за некаква болест. Вообичаено кај тујата смарагд и кај другите видови туи
на есен старите листови отпаѓаат и нормално треба да ги прочистиме за напролет да потераат нови млади и свежи. Значи не станува за никаква болест, туку тоа е на еден начин дел од физиологијата на самото растение. Нормално доколку растението било тазе посадено или пак претрпело во текот на летото поголем стресен период, сушењето може да биде поинтензивно. Тоа што може да го направиме е секако, како што реков, добро чистење, може да за секој случај да извршиме превентивно прскање со употреба на дитан или манкозеп на крошната на самото растение и тоа би било се што во овој период зимски како подготовка може да го направиме кај четинарите, посебно кај туите. Втор момент кој што кај нас не е толку популарен, освен не важи тоа за сите дворови, меѓутоа е многу практичен, а тоа е самото мулчирање. Мулчирањето подразбира постилање на органска покривка, дали тоа е мелена кора, мелена дрвесина, дали се трушени шишарки или нешто друго органско, може да биде и слама, во слој од 5 до 10 сантиметри со покривањето на кореновата зона, ние вршиме голем бенефит за самите растенија. Од кој аспект? Сега за зимо не дозволуваме толку да мрзне почвата околу коренот. Во текот на летното време на некој начин ја превентираме влагата, правиме превенција да се задржува подолго во текот на почвата во кореновата зона и во една голема мера не дозволуваме развој на појава на нов коров. Мулчирањето исто така може да биде и декоративно, така да топло го препорачуваме доколку сте во можност одредена леа или групација со растенија да ја мулчирате. Следна работа во текот на есенскиот период, поготово за сите оние гледачи кои што имаат тревници, е во овој период на годината може да се, сега може би веќе е последен воз тоа што го велиме, доколку сакаме да извршиме голема рекултивација на тревникот, проветрување, досејување на ново тревно семе, ѓубрење, покривање со мал слој на тресет или песок и на некој начин така подготовка или конзервирање за следната сезона, за следната пролет и лето. Со тоа што бидејќи ладните ноќи и ладните денови се на самиот праг, единствено што препорачуваме може да изостане само досејувањето на ново тревно семе, бидејќи ладните ноќи и денови нема дозвола тоа успешно да изрти и да се интегрира во стариот тревник. Следна и последна која што ја прачуваме градинарска операција за овој период е секако хигиената во самиот двор, кроењето на сите исушени гранки, собирање на суви листови, на некој начин со хигиената во крошните и со лисјата, најдобро е нивно отстранување или пак складирање во компостара, бидејќи со отстранување на паднатата, изумрената органска материја и сувите гранки, во исто време вршиме превенција од многу штетни инсекти и габи за следната година да се појават во помал број. Така да, покрај тоа што хигиената нели убава за око, таа е секако и многу корисна за самите растенија. Тоа би било накратко за ова есенско попладне и она што сакам да ви го порачам е секако, доколку јас посадам дрво за мене и за моите, вие посадите за вас и за вашите, другите за нив и за нивните. Не треба да ни биде важно дали моето е ваше или вашето е нивно, а нивното е мое, бидејќи сите тие се за нас и за нашите и за еднината на нашите деца. Ериката е растение кое потекнува од регионот на Јужна Африка, расте како мали грмушки, а има ситни цевчести цветови и снежни ливчиња како иглички.
Во зависност од периодот во годината цветаат различни вариетети, па може постојано да имаме некое растутено цвеќе во градината. Во есен цвета видот Ерика грасилис розови или пак Ерика грасилис алба со бели цветови. Во зима доаѓа Ерика хиемалис која има розово-бели цветови кои личат на звончиња. Во пролет цвета Ерика вилморел, а во лето Ерика вентрикоса. Иако се сретнуваат како собни цвеќиња, сепак многу подобро се чувствуваат надвор на отворено, во лесна полусенка. Сакаат влага, па потребно е редовно да се поливаат. По можност со дождовница или од стојана вода, бидејќи не сакаат варовник. Ако ги чувате во куќата, не дозволувајте коренот целосно да се исуши и повремено прскајте го. Не им одговараат високи температури, најмногу 15 степени Целзиусови. И сув воздух, па затоа избегнувајте простории со централно грејење. Земјата треба да биде растресита со многу тресет. Видот грасилис може да го посадите директно во градината, бидејќи е поотпорен од останатите. Во зима ливчињата ќе станат кафени, но напролет полека ќе почнат да растат млади гранчиња и целото растение ќе зазелени. Ако живеете во краеви каде зимите се поостри, тогаш околу коренот ставете ситни гранчиња или ситна кора од дрво за да го заштитите. За правилно да расте, потребно е, откако ќе прецвета, да се одржат младите гранки. Дрвенестите делови на растението не ги режете. Се размножуваат со резници долги околу 3 см во доцно лето. Употребете мешавина од половина песок и половина тресет, отстраните ги долните ливчиња и со стапче направете дупка во земјата каде ќе посадите резницата. Полејте и покријте со најлон или исечено пластично шише. Секој ден проветрувајте ги садниците 5 до 10 минути за да не почнат да трулат. По 3 седмици резниците би требало да бидат добро закоренети, па отстраните прекривката. Кога купувате ерика, внимавајте на ливчињата, треба да бидат зелени и ако малку го протресете растението, тие не треба да паѓаат. Тревниците имаат главно декоративна улога, ги облажуваат звуците и топлината, а густојот тревна тепих е и омилено место за игра на најмалите. Но не сите располагаме со големи тревнати површини. Во многу случаи нашата тревна површина е со помал обем со оглед на големината и условите во нашите дворови. Сепак, и тие мали тревнати површини треба да се одржуваат, а за тоа секако ни е потребен и компатибилен алат. Нашите пријатели од Lotus за оваа намена ни ја нудат Nakayama EH1000. Брендот Nakayama континуирано расте низ последната деценија и денес е еден од најпрепознатливите брендови за градинарски алати. Nakayama EH1000 е акумулаторска еднорачна комбинирана ножица за трева. Ова алатка за трева е со двоен нож, а другиот нож е за грмушки со должина од 15 см. Работи на литиум-јонска батерија од 7,2 волти и 1,3 ампер-часови. Има полнач со LED индикатор на полнење. Содржи и безбедносно заклучување, како и пластична заштита на ножевите. Покрај тревниците, многу битен елемент во еден убаво дизајниран двор е и живата ограда. Ако се одлучите за садење на жива ограда, тогаш треба да знаете дека тоа се контейнерски садници во саксии и истите можете да ги садите преку целата година. За да изгледа убаво,
живата ограда треба да се одржува, тоест подкаструва 2 до 3 пати во годината. Според нашите пријатели од Лотулс, незиното подкастрување, тоест шишање, на наедноставен, но и квалитетен начин, ќе се изврши со Накаяма PH2300. Накаяма PH2300 представува професионална моторна ножица за сечење на жива ограда. Оваа моторна ножица има двотактен мотор од 23 кубика. Незината тежина е 5 килограми и нуди моќност од 1 конска сила. Диаметерот за сечење на гранки од живата ограда е 28 мм. Ножот е со двојно сечиво. Рачката е приспособлива за работа од 180 степени. Резерварот за гориво е со капацитет од 0,23 литри. Особено важно е да се напомене дека при користење на оваа моторна ножица за сечење на жива ограда треба да се помеша безоловен бензин 95 со масло за двотактни машини и со односот да биде 25 мл масло на 1 литар бензин 95. А сега сме кај нашите и ваши пријатели, односно нашата и ваша група, најголемата група за љубители на дворчиња, 3 точки дворчето, 3 точки нормално со кирилично писмо. Сите вие кои не сте членови, како ќе ја гледате емисијава, одете на Facebook, зачленете се, како што кажав, 3 точки дворчето со кирилични 3 точки. Оваа група, да знаете дека веќе намина 65.000 членови. Тоа е навистина една цела армија од луѓе кои се љубители на градини. Тука нормално има луѓе кои имаат прекрасни градини, има луѓе кои воопшто немаат градини, но се љубители на убавите градини. Ако сакате да видите нешто убаво од македонските градини, нормално влезете во дворчето, ќе ги видите најубавите градини. А сега потсетување на една преубава градина на нашиот админ Александар. Како што знаеме, јапонските градини се едни од најубавите и најсодржајни градини кои се правеле со векови. Еден интересен детал од големите јапонски градини е секако деловите каде што се пие чај, односно јапонски градини за пиење чај. Тоа се градини уредени во посебен стил каде што древните јапонци уживале во нив. Градините чанива се изградени за одржување на церемонии за чај. Во овие градини се вметнати посебен тип на куќарки во кои се случуваат церемониите на кои се служат чаевите. Во овие градини најчесто застапени се водните елементи, како фонтаните, малите езерца, камењата, дрвјата, грмушките и така натаму. За прв пат оваа церемонија се појавува во Јапонија уште во 14 век.
Атмосферата овде е мирна и одлична за уживање, особено кога сте осамени. Ова се третиот вид на јапонски градини после Цукујама и Каресансу. Малите куќарки за чај служеле како место каде се служело на гостите оброк и 2 пати чај. Особено оваа церемонија била застапена во зен будизмот.
Хризантемата потекнува од Кина, каде многу е ценета и се смета за символ за долг живот. Во Јапонија е национален цвет, па по тој повод имаат и Ден на хризантемата кој се слави на 9 септември. За одгледување на преубавите примероци на хризантема во облик на грмушкаста топка потребно е многу знаење и умешност. Но постојат видови кои без проблем може да се одгледуваат на балконот или во градината. Хризантемата има околу 7000 различни видови, а основната поделба е на видови кои почнуваат да цветаат во средината на летото и видови кои цветаат во есен. Има и поделба по големината и видот на цветот. Хризантемите се садат на сончево место на раздалеченост од 30 до 50 сантиметри и тоа за корената резница или младо растение кое изникнало покрај матичното. Најдобро е да ги посадите во средината на април. Ако садите хризантема која расте високо, веднаш ставете стапче покрај неа за да ја служи како потпора кога ќе расте. Кога ќе се закорени младото растение, потребно е да се откине мекиот врв за да се постигне грмушкаст облик. Во текот на летото поливајте ги редовно, тие треба постојано да бидат влажни. Во доцна есен, кога ќе прецветат и ќе паднат температурите, одрежете го стебленцето на околу 15 сантиметри. Покријте ги со слама или листови за без проблем да ги преживеат ниските зимски температури. Има потреба од многу влага, па не дозволувајте земјата целосно да се исуши, бидејќи листовите прво ќе омлитават, па ќе пожолтат. Прихранувајте го на секои 2 седмици со течно ѓубриво за растенија кои цветаат. Да го живееш животот со полни гради, да го живееш безгрижно секој нов ден. Затоа што знаеш дека има некој кој секогаш е тука за тебе, заедно во секоја ваша приказна. Евролинк осигурување. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми, уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани, македонска авангарда од 1991 година. Во Фоја можете да се релаксирате и да уживате во зеленилото, да добиете бесплатен совет за тоа како да ја уредите вашата градина, да се инспирирате од сработените проекти или да им го препуштите истото на професионалниот тим на Фоја, кои ќе ја претворат вашата градина во зелена оаза. Во градинарскиот центар Фоја ќе најдете растение за секое делче од вашата градина. Повелете, посетете го градинарскиот центар Фоја, каде ќе ве пречека љубезен персонал. Фоја е место за сите кои уживаат во хармонијата и убавината на природата.
Почитувани гледачи, тоа беше се од ова неделно издание на Гарден Клуб Градини. Сите кои не ја гледавте емисијата, можете да ја гледате во репризните изданија на Телма телевизија. Исто така, кај нашите пријатели 3 точки дворчето, 3 точки, можете да ја гледате репризната емисија. Се надеваме дека и оваа есен ќе приготвуваме убави вакви емисии. Останете со добро здравје. Поздрав од екипата на Гарден Клуб Градини.